стануваме дел една поголема кампања која што се нарекува вклучување на момчињата и мажите за родова еднаквост. Кампањата ќе се одвива во неколку фази, имаме повеќе пораки кои што ќе бидат логично последователни од секоја фаза. Во оваа фаза сакаме да покажеме позитивни примери на татковство, позитивни примери на она како мажите може да ги споделат обврските во домот и да одекнеме во јавноста токму со овие позитивни примери. Фондот за население на Обединети нации ја поддржува оваа иницијатива која има за цел вклучување на мажите и момчињата во родовата еднаквост. Ние соработуваме со младинската организација YPR и невладината организација Арно со цел да се вклучат младите во поддршка на родовата еднаквост. Значи, ова е дел од глобалната мрежа на Men Engage, каде што согласно локалните услови се прилагодува темата на вклученост на мажите и секако дека во секоја земја Фондот за население на Обединети нации преку различни партнери од цивилното и граѓанското општество вклучува различни активности. Сметам дека ова е само еден позитивен пример од кој што сите може да научиме како можеме заедно да допринесеме за родова еднаквост. Не треба да ги делиме работите на машки и на женски, туку заедно да бидеме еднакви. Треба да престана да имаме, не знам, различни мислења за тоа дека одредени работи треба да ги прават жените, одредени работи треба да ги прават мажите. Мислам дека сето тоа треба да биде во еден баланс, нели, да се поделат сите тие обврски и нормално сите работи што ги прават жените треба да ги прават и мажите. Можам слободно да кажам уште од тинејџерски денови работам домашни обврски заедно со мајка ми. Воопшто не правам распределба на обврските во домот. Кај пеглањата научив два многу јаки момента. Тоа е парејата, за што служи, конечно знам точно. И има една мала ивица една кај пеглите, тоа е за оние рабови да се потфатат многу подобро кога се пеглаат кошули. Бев многу среќен да видам дека имаше навистина повеќе учесници од што очекував. Можам да кажам дека сите на денешната активност беа навистина и ентузијастични. Она што беше за мене најважно е дека научив и неколку нови техники за да го држам вниманието и да ја забавувам мојата 6-годишна керка. Така да беше навистина одлично искуство. Силно сум убеден дека Македонија може да направи драматичен исчекор кон родовата рамноправност и оние штетни родови норми, традиционални, да излезат на виделина, да зборуваме за нив, а во некоја втора фаза и да ги елиминираме во целост. На мажите кои што ни дојде им порачуваме последните можности да се вклучат во вакви обуки, кои што ќе ги наградат своите вештини, да размислуваат на темата, доколку не размислувале, да отворат една дискусија со својот партнер, партнерка, затоа што сметаме дека токму преку потекнувањето на дискусијата ние имаме можност да им пристапиме на овие теми и да работиме на нив.